ги чуваме аплаузите за денот, а тој мислам дека не е многу далеку, кога гордо ќе можеме да кажеме дека го остваривме тоа што го посакуваме. Го најдовме вистинскиот излез. Јас сум нов овде и уште неколкувина други. Ама мислам дека не сме само тие нови и нема да бидеме само тие нови. Овде салата е полна. Меѓутоа исто така сум чврсто убеден дека не сме сите толку колку што сме овде вечера во ова сала. Надвор било каде нема многу повеќе. А зошто ќе биде? Ќе не има бидејќи се нуди нешто ново. Бараме излез. Излез од она што 20-тина години го гледаме како еден одамна игран филм. Ова програма што е пред нас, мислам дека ќе го понуди тој излез. Ова програма нуди идеи, кои тоа во функција на граѓанинот, на човекот, на индивидуот. Но тоа е разликата со оние кои што постојано ги гледате на телевизија, кои што постојано зборуваат за собствената моќ, кои што во една какафонија која трае веќе 6 месеци постојано кажуваат дека ќе одат на избори или нема да одат на избори и на крај граѓанинот мора да прифати и ете така се оди на тие избори кои што пак ќе бидат еден вид повеќе осуда и ривалитет отколку нешто ново, нешто убаво, нешто позитивно. Не смеем уште 20 години да го гледаме оној лево и оној десно идините партии. Доста беше. Доста опитала, доста беше. И ВМРО да помене и СДСМ, и Груевски и Црвенковски се две страни на иста паричка. И која и да фрлите, која да ви падне паричката, писмо или глава, исто е. Не чини ни едното, не чини ни другото. Затоа велиме, дилемата што 20 години назад си ја поставуваат македонските гласачи, за кое зло да гласаме? По големото или по малото? И секогаш граѓаните сметале дека логички одговорот е по малото зло. Не. Нови избори ќе им кажеме, одговорот не е точно дека е по малото зло. Одговорот е ниту едно од тие две зла. Ниту по големото, ниту по малото. Ниту моментот што се чука, ниту моментот што се чука. Доста беше. И се поголем број на граѓани во Македонија знаат. И се поголем број на битолчанки и битолчани знаат. Не само што гласот за Либерално-демократската партија не е изгубен глас. Гласот на следните парламентарни избори за Либерално-демократска партија е единствениот глас што му остане на македонскиот гласач. Да живее Битола, да живее Либерално. Нашата програма е целосно посветена на економијата. Ние излезот сушност го бараме во подобра економска состојба. Но по она што го гледаме од и постојниот лидер во владата и тој што се бори да го сруши, тие не говорат за економија. Не говорат затоа што
него знаат излезот. Затоа што пробале и не го направиле. Парадоксија, кога целиот свет, соочувајќи се со финансиската криза, ги намали буџетите, ги намали дефицитите, се откажа владите се откажаа од своите трошења и уфрлија свежи пари во економијата. При тоа не за да ја завладеат, за да испратат таму владини повереници или директори или управни одбори, туку едноставно да го сочуваат пазарот, за да овозможат економијата да продолжи да се движи. Кај нас се случи обратно. Буџетот и покрај најавената финансиска криза се зголеми за нови 400 милиони евра. Наша задача на Либерално-демократската партија ќе биде да се спротивставиме на тој обид, на тој тренд, да објасниме на луѓето, оно колку што можеме, дека овие избори не се битка меѓу Груевски и Црвенковски, затоа што таму нема битка. Не може да има битка помеѓу две идентични работи. Јас веќе 3 недели, веќе правиме доста вакви настани промоции низ целата држава, ги повикувам континуирано и ВМРО ДПМН и СДСМ да се изјаснат за нашите клучни идеи. Например, за проектот за кој што го говореше пред малку господинот Пенов, секој граѓанин акционер. Тринадесет нови давачки се воведени во последниве 4 години. 13 нови давачки. Просто на човек да не му се верува. И тоа го прави онаа влада што не убедува дека ги намалува даноците. Приказната со приватизацијата не е завршена. Според нашите проценки, има сигурно помеѓу 3 и 4 милиарди евра се уште државен капитал. Највидлив е во македонскиот Телеком.